Учеството на американскиот потпредседател Џо Бајден на денешниот самит на Западен Балкан во Загреб според оценките го нагласува обновениот интерес на Вашингтон за регионот кој се справува со голема мигрантска криза. Состанокот на врвот од процесот Брдо Бриони е своевиден диалог на Југоисточна Европа, Европската унија и Соединетите држави за јакнење на стабилноста, сигурноста и благосостојбата во регионот со поддршка на Вашингтон и Брисел, е соопштено од кабинетот на хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ, која заедно со словенечкиот председател Борут Пахор е домаќин на самитот. Според Пахор пак самитот има за цел зајакнување на соработката и на заемната доверба во момент на зголемени безбедносни ризици. По тоа се подразбираат мигрантската криза и глобалниот тероризам, особено по нападите во Париз. Соединетите држави пристигнуваат во обид да спречат дестабилизација на регионот во светлината на новите закани, вели Лидија Цехулич Вукадиновиќ, професор по меѓународни односи на Универзитетот во Загреб. Западниот Балкан се уште се соочува со голем број предизвици, од бавните економски реформи до кршливите меѓуетнички релации, но и со закани од домашни исламистички екстремисти, главно во Босна и Херцеговина. Според аналитичарите, посетата на Бајден го сигнализира враќањето на интересот на Вашингтон за регионот, откако по 90-тите години од минатиот век го сврте своето внимание кон Блискиот Исток и Балканот и го отстапи на Европската унија. Соединетите држави се вратија на масата. Европа не успеа да реши многу прашања во Западен Балкан, вели Вукадиновиќ. Во изминативе месеци стотици илјади мигранти бегалци преку Грција и низ така наречената Балканска рута заминуваат кон Северна Европа. Оваа криза ги наруши односите меѓу земјите во регионот, а одлуката за одвојување на економските мигранти од бегалците би можело да предизвика дополнителни тензии. Според оценките во Загреб, овој самит, четврти од 2013 година, доаѓа во вистински момент и од учеството на американскиот потпредседател Бајден ги рефлектира напорите на Вашингтон за поголема вклученост во безбедносните прашања во Југоисточна Европа. Во тој контекст се става и најавената европска турнеја на американскиот државен секретар Џон Кери, во рамките на која ќе ги посети Србија, Косово и Грција. Во соопштението на Стейт Департментот се наведува дека в понеделник Кери ќе престојува во Париз за да му се придружи на председателот Барак Обама на отворањето на самитот за глобалните климатски промени. Потоа тој во Брисел ќе учествува на состанокот на министрите за надворешни работи на НАТО. В среда Кери ќе посети Приштина, каде што според соопштението ќе разговара за билатерални и регионални прашања. На 3 декември тој заминува за Белград на состанок на Министерскиот совет на ОБСЕ, а истиот ден оди на Кипар. На 4 декември Кери во Атина ќе се сретне со грчките лидери, главно за бегалската криза и реформите во Грција.